Дури 39 улици во исто време се градат во Кочани и селата. Големата градежна акција е планирана минатата година кога е усвоена и програмата за улици и патишта. Обедивме средства за изградба на 42 улици. Во моментот изберен изведувач за 37 улици, за 2 во теке изборот, во теке јавната набавка и за 3 улици останува уште да направиме јавна набавка во следниот период. И во другите села исто така работиме во Тракање, во моментот работиме на 3 улици, работиме во Прибачево, во Мојанци, во Грдовци, во подлозите, што значи дека во сите населени места работиме. Во општина Кочани, како што реков, остануваат уште неколку критични улици што треба да ги решиме. За прв пат со исто темпо се работи и во градот и во селата, каде жителите на некои од нив со години беа деморализирани поради негрижата кон нивната животна средина. Побо здраве, од ова нема повод. Многу е добро. Тоа е мерак нина си. Имаме мерак да се изградат улиците, чекаме го 35 години. Нема порадосни граѓани во општината од Оризари, затоа што во моментот во Оризари се градат некаде околу 8 улици. Ние сме една урбана средина што можеби ќе ни завидат многу повише општини. Со ова сакаме да покажеме дека на сите граѓани, дека на вистина знаеме и ги чувствуваме нивните проблеми и нивните потреби и на вистина сме посветени целосно да ги решаваме инфраструктурните проблеми, посебно во делот на патната инфраструктура, што на вистина е недопустиво во 21 век да луѓето не може да си дојдат во своите домови. Во периодот што предстои во општина Кочани за изградба и асфалтирање на локални улици и патишта ќе бидат инвестирани 8,2 милиони евра. На овие треба да се додадат и уште над 980.000 евра, кои Кочани ги доби од државата во склоп на проектот Македонија без скал. Истите ќе се искористат за реконструкција на улиците Тодосија Паунов, Раде Кратовче и Гошо Викентиев.